Се враќаме во студиото, почитувани, со темата Теорија и системи на безбедност, новата книга на професор доктор Оливер Бакрески, кој ова утро е гостин во Македонија наутро, продеканот на Филозофскиот факултет. Добро утро, професоре, добре дојдовте во студиото. Добро утро и поздрав до гледачите на македонската телевизија. Ќе ја покажеме книгата Теорија и системи на безбедност, вака, за да може да ја видат гледачите, и ќе ве прашаме на почетокот што значи тоа безбедна држава? Само ако дозволите неколку реченици поврзани со самата книга. Направивме една мала символика во однос на мојот професионален развој околу 25 години. Тоа значи дека на неколку начин продолжуваат континуираните заложби да се создаде потребната литература за нашите студенти, затоа што книгата ќе биде наменета за студентите на прв, за втор и за трет циклус на студии. И би рекол на некаков начин книгата е еден логички след на целокупниот напор што се вложува во изминатиот период, затоа што и безбедноста и безбедносните системи го заслужуваат потребното внимание. Направена е надлабинска анализа со цел да се согледаат и највлијателните теории и согледувања од аспект на она што значат и современите тенденции во однос на безбедноста. Во однос на вашето прашање што во принцип значи и самата безбедност, генерално познато и за нашите гледачи, ние немаме дилема дека генерално безбедноста е една од најпосакуваните појави, бидејќи таа се врзува најчесто со тоа што треба да ги обезбеди или да ги осигура националните интереси на државата, да го обезбеди потребното ниво и гаранција на граѓаните дека тие нема да бидат заплашувани за нивниот живот, за нивното работење од било какви противправни дејства, и начелно тоа значи една поголема грижа или на некаков начин тоа значи да се обезбедат сите предуслови да се обезбеди потребната благосостојба на граѓаните. И уште едно општо прашање, дали низ историјата и во денешно време постои безбедна држава? Генерално, да, ова прашање ја побудува условно, така би нарекол, потребната дилема дали постои безбедна држава. Јас повеќе фокусот би го ставил што државите прават за да ја остварат или да ја осигурат потребната безбедност. Најчесто знаме дека денеска не се поставуваат основните прашања дали треба да се градат безбедносни системи кои треба да ја осигурат безбедноста, туку напротив, централното прашање денеска е какви безбедносни системи градат државите. Дали тие ќе работат на строгите професионални и етички стандарди во нивното работење, дали тие ќе се соочат со безбедносните предизвици со кои се соочуваат државите. Знаеме дека денеска апсолутно ниту една држава во светот не може да биде имуна на било какви закани, вклучувајќи и нашата држава. И од тука, но и она многу важно прашање, каква цена плаќаме ние како граѓани во однос на безбедноста. Теоријата и праксата, она што ќе го ставите вие во книгата, авторите и професорите, делува смирувачки. Студирав на правниот факултет, знам што значи оваа тема, знам што значи посветеност кон државата и благосостојбата на луѓето, на граѓаните. Меѓутоа, дали во пракса, барем дел од ова што се учи во книгите, се успева да се спроведе? Каква е реалната слика? По реалната слика, мислам дека во одредена мера има одредена референтна корелина со она вие што го потенциравте. Мислам дека секако дека се можни мали отстапки и така натаму, но генерално кога се базирате да ги поставите основните постулати на безбедносниот систем, секако дека во голема мера теоријата знае да го даде потребниот одговор на голем број на прашања, и на некаков начин мислам дека не треба тоа да се разбере дека ние пренесуваме порака само да ги смириме граѓаните, туку тоа и фактичката состојба. Безбедносниот систем основно е буден чувар на се она што во принцип треба да се обезбеди како основна потреба на граѓаните. И нема дилема, и нашиот безбедносен систем адекватно е поставен, секако дека во неговата флуктуирачка позиција и она што треба да значи како капацитет и предиспозиција, ресурси и така натаму, тие постојано се зајакнуваат,
за да може да се следат сите овие нови состојби. Неколку пати ги споменавме граѓаните и нивната благосостојба. Државниот апарат треба да функционира, нели? Треба да постави точки во системот кои што ќе влијаат за подобар живот и за безбедност. А колку граѓаните треба да имаат самосвест и колку тие треба да влијаат на севкупната слика на безбедност во една држава? Знаете, колку треба да си ја сакаат државата граѓаните? Па, мислам дека и лесен и едноставен, но и тежок е одговорот на ова прашање. Не само граѓаните, мислам дека и самите институции треба подеднакво тој антиципативен пристап подразбира дека сите на некаков начин треба заеднички да партиципираат во тоа што значи да се обезбеди потребното ниво на безбедност. Затоа што знаете дека безбедноста е споделена одговорност и не е само во фокусот дека главните рецепиенти на безбедносниот сектор, војска, полиција, разузнавачка заедница, приватно обезбедување и така натаму, апсолутно треба да се направи еден поширок заеднички одговор. Тоа значи дека тоа подразбира поголема вклученост и на цивилното општество, на граѓаните. Го потенциравте, многу е важна и безбедносната култура. Сега дилемата секогаш кај нас превладува, на кој степен, како тоа го ефектуираме во пракса и така натаму. Исто така, категориалните црти вклучуваат не само безбедносна култура, висок степен на професионализација на нашите институции, голем степен на одговорност, не само на институциите, и ние како граѓани, затоа што сите ние партиципираме во она што се нарекува наше заедничко добро, затоа што ако ве вратам сега или на познатите цитати од нашите колеги кои потенцираат, еве, например, Вилијамс, дека безбедноста е едно исклучително вредно јавно добро, кое мора и не мора да има одредено значење, но е од исклучителен интерес затоа што таа ја безбедува и она што се нарекува мир, состојба, благосостојба на граѓаните и би рекол таа е на неколку начин и биолошки и рационално фундирана за да може да обезбеди потребната безбедност и за граѓаните, за општеството, за државата и така натаму. Не треба само да се дискутира во однос на прашањето, убаво и го поставивте, нели, прашањето за безбедносната култура, прашањето за одговорноста. Јас исто така ќе го надоврзам и прашањето на лојалноста кон институциите. Тие што работат во рамките на безбедносните институции, клучните безбедносни актери, но и граѓаните имаат, сите ние имаме на некаков начин споделена одговорност. И сега, ако се направи одредена ретроспектива или таа фактометриска ретроспектива на генеза на настани и ситуации од нашето осамојствување до денес, ние на некаков начин можеме да ја заокружиме потребната слика за потребното ниво на безбедност во нашата држава. Безбедноста некогаш и денес. Релативно сме возрастни и можеме да зборуваме за преминут. Па безбедноста, јас можам да кажам дека апсолутно може да се направи паралела, но мораат да се земат во предвид и други фактори. Значи, околностите, состојбите, амбиентот во кој се остваруваше, заканите, кој беа главен, како се перцепира не само од страна на државното воство, туку генерално и вкупната слика во меѓународната безбедност. Значи, во предвид треба да се земат повеќе фактори. Еве сега, ако дозволите, само ќе посочам еден пример. Пред кризата односно војната во Украина, генерално, ако ги отворевме сите безбедносни стратегии и од највлијателните држави, од Соединетите Американски држави, Кина, Русија, Германија и да не ги набројувам и така натаму, ќе видев јасно ќе видевме, односно ќе се соочевме со една констатација дека така и беше наведено дека веројатноста од посериозен конфликт, од конвенционална војна, дека не е исклучена, но веројатноста дека таква ќе се случи беше чудно. Беше чудно. Но гледате дека да, оваа паралела што ја наведувам, толку блиску во цивилизацијата која што толку сакаме да ја поставуваме на пиедестал, дека Европа е колевка на модерниот живот и така натаму, дека од тука тргнува се, ни се случи во, да не кажеме, не е во срцето на Европа, меѓутоа во белите дробови на Европа. Токму така. И затоа повторно визави она што го поставивте, да, може да се направат компарации и треба да се направат компарации затоа што тие на неколков начин ќе продуцираат и нови погледи и решенија. Но очигледно примерите ова што го наведовме, состојбите во Украина и така натаму, тоа ќе значи дека предпоставам сега и наредните денови
и наредните години секако дека ќе треба една темелна реконструкција на целокупната ситуација, тоа значи дека таа нова редистрибуција на сила, моќ и влијание и така натаму треба да биде олицетворение на она што значи реална слика и перцепција за безбедноста. Не само во национални рамки, дискутирам за меѓународни рамки. А меѓународни рамки, колку членството на Македонија, бидејќи тоа нас не интересира најмногу, колку членството на нашата држава во меѓународните организации придонесува за подобрување на безбедносната слика во нашата држава? Членството во НАТО нема дилема, затоа што ние во сите сондажи, сите анализи кои се правени и пред пристапувањето... НАТО, Фронтекс и така натаму. И така натаму. Сеедно, во секој случај... Интерпол. Имавме денеска, овие денови се слави 50 години, Интерпол 30 години членство на Македонија, да? И генерално мислам дека членството во НАТО е од суштинско значење и тоа беше и врвен приоритет сите овие години од нашата независност и така натаму. Без исклучок на било која влада, мислам дека немаше никаква дилема, немаше никаква споделена, одредена перцепција за тоа треба или не треба. Секогаш беше акцентирано дека членството во НАТО треба да биде апсолутен приоритет во државата, така се поставувавме, така постапуваме, а сега после членството во НАТО сигурно дека на некој начин ние условно го имаме обезбедено тој безбедносен чадор. Генерално, знаете што има одредена дискусија, ние секогаш кога дискутираме за безбедносниот сектор, полиција, војска и така натаму, реално тие се највидливата манифестација на сила, тоа што ние го гледаме на терен. Но тоа не значи дека генерално тие треба да бидат условно и единствениот чувар на безбедноста во државата. Се ова што се случува, сите овие ризици, закани и така натаму, целокупната на некаков начин условно конфронтација, интереси, влијание и така натаму, тоа бара дека треба да овозможи, односно тоа бара да се овозможи еден поширок одговор. И секако НАТО е во тој контекст и ние генерално нема дилема, предпоставаме и за нашата македонска јавност, дека тој пат е еден од најпосакуваните и тој во принципи на него ние условно и газиме. Се што градиме врз личните сознанија, меѓутоа и врз искуството на останатите. Што велат искуствата? Кои безбедности системи или кои теории се барем во блиското миното, во сегашноста и во блиската иднина се најдобро формулирани во меѓународни рамки? Или еве да речеме од државите посебно, па потоа и во меѓународни рамки како здружување? Знаете, генерално безбедноста е сериозен предизвик и важна фундаментална задача на државите. Вие генерално не можете да пресликате одреден модел сега од определена држава и дека тој адекватно на вашите потреби ќе одговори на потребните барања на безбедносната заедница. Така лесно не може да се преслика, но може да се користат позитивните искуства. Еве конкретно и во книгата наведени се, мислам дека целокупниот напор беше насочен кон тоа да се конкретизираат, да се стилизираат и би рекол и да се објективизираат вкупните напори за да се создаде една јасна и кохерентна слика за тоа што значат безбедносните системи и што може нашата држава да превземи со цел да го подобри работењето на безбедносниот систем. Ние знаеме дека безбедносниот систем во нашата држава перманентно е во постојан процес на трансформација, на реформи и така натаму. И секако тоа е еден логичен след на голем број на напори кои се прават за да се прилагодите на сложеното, условно би рекол, безбедносно обкружување. Во тој контекст мислам дека се прават и нашите напори. Генерално еве сега ние сме во одреден процес во кој барем политичките авторитети сметаат дека тој концепт за кризен менеджмент и така натаму дека ќе биде добра основа врз база на согледувања, анализи и искуства да се примени и да се оформи една комплетна слика за да биде на некаков начин јасно артикулирана како барање, како потреба на граѓаните и така натаму. Визави она што го работат безбедносните институции. Имаме ли некаква јасна слика за тоа каква слика за нас има меѓународниот фактор, за тоа колку ние се залагаме и колку придонесуваме како држава и како поединци за безбедноста на нашата држава? Како сме ценети во меѓународни рамки на ова поле? Знаете што, мислам дека овој процес на
како да ви кажам, таа експресија на размислување што во принцип ние правиме и како тоа треба да го прецепираат од надвор и така натаму. Јас мислам дека апсолутно нашата држава има доволни капацитети, има сериозна научна заедница академска која може да одговори на предизвиците и генерално ние повеќе треба да се охрабриме. Ние треба повеќе да се почитуваме меѓу нас. Ако тоа го направиме, меѓу нас нема дилема дека таа своевидна потврда како катализатор на вкупните односи и она што во принцип значи Република Македонија во меѓународни рамки, тогаш полесен ќе биде тој пат. Ако ние сами себе се почитуваме, нема дилема дека и од надвор уште повеќе ќе не почитуваат, затоа што вкупниот напор и се она што се прави на реална основа, затоа што знаете дека ние генерално сите поединци, без разлика и на академската заедница, и на бизнес заедницата, на целокупното цивилно општество, сите треба да имаме свој придонес во она што се нарекува да се оформи тоа заедничко добро. Вие сте професор, продекан, книгата, кога ќе ја види еден студент, предпоставам дека прво се фаќа за глава, што го чека, како студентите реагираат на ова четиво, на оваа тема. Не на оваа книга, бидејќи е нова, промоцијата ќе се случи денеска. Денеска, да. Не на оваа конкретна книга, меѓутоа на оваа конкретна тема. Како реагираат студентите? Сакаат ли да учат за безбедноста на својата држава и моделите што ги има во другите држави? Морам да признам дека можеби овде ќе имаме поинаков очекуван одговор, но од моето искуство, 25 години работам јас на Универзитетот Свети Кирил и Методи, на Филозофскиот факултет и конкретно на Институтот за безбедност, одбрана и мир, генерално морам да потенцирам дека студентите сакаат да читаат книги. Нема дилема, сакаат да дополнуваат своето образование и верувајте колку ние што се радуваме на книгите, толку се радуваат и самите студенти. Можеби ова звучи необично, но генерално да, сега има одредени исклучоци и така натаму генерално, но тоа не може да ја промени општата слика дека нашите студенти, морам да ги пофалам, тие се уште еднаш нагласам, се радуваат заедно со нашите успеси кога ќе направиме книги и во најголем дел ние и водиме една континуирана грижа за нашите студенти. Тоа значи дека не на ова ниво, кога се оформуваат книги, монографии и така натаму, но во одредени стручни анализи, во кои треба да се акцентираат одредени состојби низ призмата на одредени истражувања. Студентите рамо до рамо заедно со нас ги вклучуваме, тоа значи дека и тие се дел на процесот во кој се создава одредена публикација, дело и така натаму. Книгата нема слики, што значи од она што ќе го прочитаат студентите треба самите да создадат слика за безбедносниот систем, за она што се случува во светски рамки и за она што би требало да биде ситуација во Македонија. Имаат ли допир со реалноста, контакт со реалноста, студентите знаат ли да го препознаат она што е напишано во книгите на оваа тема? Знаете што, кога се концепира една студиска програма, генерално таму се фаќаат поединечни предметни програми кои треба да одговорат или да ги дадат потребните одговори на сите отворени прашања. И така условно се поставени дури да поттикнат нови размислувања. Тоа значи дека се она што е актуелно во делот на безбедноста, од превентивен карактер, од репресивен карактер, од теоретски аспект, низ призмата на критичкото согледување на состојбите и така натаму. Студентите се во ситуација и во можност преку тие повеќе од 35, околу 35 или 40 предмети, да ги добијат потребните сознанија. Тоа значи дека кога ќе излезат условно да можеби тоа е прегруз збор на пазарот на трудот, тие се соочуваат, односно тие имаат акумулирано тој безбедносен капитал, јас би го нарекол, и генерално, ако на тоа се надоврзи и потребната практична настава која се обезбедува во безбедносните институции и така натаму, мислам дека реално ја заокружуваат потребната слика за безбедноста и тие нема дилема, рамо до рамо, заедно со сите нас можат условно
така би го нарекол, да ги произведува сите безбедносни одговори како треба да се одговори на потребните безбедносни предизвици. Символиката на промоцијата е голема. 10 мај 2023 среда од 18 часот во Музеот на македонска борба ќе се одржи промоција на книгата Теорија и системи на безбедност од авторот професор доктор Оливер Бакрески. Може само да ви се заблагодариме што ова утро одвоивте време да бидете дел од емисијата Македонија на утро. Оваа тема е долга, широка, за мене лично убава, тема на која што може многу да се зборува. Се надеваме дека го доловивме моментот што треба да го доловиме за оние кои што треба да ја читаат оваа книга, се разбери за граѓаните. Благодариме што одвоивте време и ве чекаме повторно со некое ново издание. Ви благодарам за поканата и поздрав до македонските наши гледачи на македонската телевизија, на нашиот национален сервис. Благодариме.